Одлуката за жалба ќе ја носиме од кога ќе го видиме образложението во писмена форма. Ова сепак е усно действие на судот, кое што не е доволно за да аргументираме, имаме само изреката. Меѓутоа, кога ќе го видиме образложението, се разбира институционалниот став ќе биде сочинет дали ќе има жалба или не. Имавте едно долго образложение во завршен збор околу тоа кои поуки треба да ги научи обвинетиот, а сега неправосилно осуден Сонер. Мислите ли дека тоа ќе допридонесе за утре да немаме нови вакви жртви кои се потресени, а веројатно ќе носат свој траумен живот? Да, мислам, затоа што тоа веќе го почувствував и вие бевте сведок. После зборувањето на јавниот обвинител, кое што беше долго, кое што беше и педагошко, но и обвинителско, се разбира со пораки упатено до 3 целни групи, тоа е јавноста, тоа е самиот обвинет, тоа се оштетените и тишината која што ја почувствувавме кога исчекувавме одлуката зборува сама по себе. Мислам дека за тоа и вие сведочите како медиум. Во судницата посочивте дека и деца се мета на вакви лица кои ретко и завршуваат, да речеме, пред судови, затоа што и жртвите немаат храброст некогаш и да пријават, па вие ги откривате. Каде е поголемиот проблем? Ве прашувам пред се како обвинител, кај жртвите, кај обвинетите или кај тоа што не веруваме во системот? Најголемиот проблем е што треба да ги воспоставиме вредностите на моралот и на етиката, што треба да пропагираме добро однесување, да го славиме доброто во нас, па дури и кога се работи за сексуалниот живот. Тоа во овој момент не се случува. Ниту во образованието, ниту во судовите и затоа беше долг мојот завршен збор. Јас сакам да се воспостават морални критериуми за да можеме да судиме. Вака како ќе судите она што е морално за мене не е за вас и обратно. Децата како жртви и родовата заштита со Истанбулската конвенција, со законот кој што е донесен на навистина добар чекор, но индивидуалците кои што работат во судница, тврдам и пропагирам дека се најголи промотори на моралот и етиката кој што е база на пресудите кои што треба да ги донесе судот. Во секој предмет, особено во вакви. Ке се навратиме на пресудата, само што едно прашање, дали со условна осуда, малку е противречна таа условна осуда и укинување на куќниот притвор, ако имаше куќен притвор само поради тоа да не го повтори делото. Како ние можеме да се сигурни сега дека нема да го повтори делото? Да, тоа ќе биде добар тест. Ако ова што му кажа јавниот обвинител, ако условната осуда со која што му е запретена казна затвор од 2 години доколку стори ново кривично дело и заштитните мерки кои што ќе бидат превземени преку службата за пробација, дозвола да сведочиме сите заедно дека овој обвинет нема да биде сторител, тоа значи дека праведна е одлуката на судот.